Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господја Јагода Насковска, која е супервизор во Центарот за поддршка на згрижувачки семејства на СОС Детско село Скопје. Насковска, добро дојдовте во студио 10. Благодарам, добро ве најдов. Како што кажавме пред новата година, се решивме да поразговараме за едни вака социјално корисни и општествено корисни теми за организации кои работат еден вид на хумана работа, кои им помагаат на децата без родители, како тие да го поминат тој еден најтежок дел од својот живот, како да отидат во полнолетство, како да го продолжат животот што е можно понормално понатаму. Затоа се решивме да разговараме на оваа тема, да информираме јавноста за вашата работа малку пошироко и подетално, за тоа што го работите вие како организација, кои се вашите проекти, кои се вашите цели. Па вака за почеток. СОС Детско село како организација, кога ќе кажеме, што представува тоа? Па вака има многу да се каже за СОС Детско село како организација. Еве ќе почнам со тоа дека организацијата постои повеќе од 20 години во нашава земја. Значи, почетоците ги бележиме некаде 2001-2002 година, кога е формирано и почнало да функционира првото СОС Детско село во Македонија, тоа е единствено. И тоа детско село е дел од меѓународната организација SOS Children Village International, во рамки на кое е и нашава организација овде во Македонија. Значи, на самите почетоци во СОС семејствата се сместуваат деца од цела држава и така почнува да функционира детското село. Во 2013 и 2014 година во рамки на глобалниот процес на деинституционализацијата и нашата организација поминува низ трансформација. Практично СОС семејствата се трансформираа во згрижувачки семејства и станаа дел од системот на социјална заштита. Се до денес нашава организација секако функционира, но сега веќе како еден развиен модерен систем на семејно заснована грижа. Да, кога зборуваме за организацијата СОС Детско село, во јавноста постои една перцепција дека тој е само оној дел кај што се згрижуваат, кај што се згрижувачките семејства кои се под СОС Детско село, но сепак вие имате малку и пошироки активности. Можеме ли да кажеме кои се? Да, секако нашата организација, значи во рамки на нашата организација функционираат поголем број на програми кои што се занимаваат со разни видови на активности, советување, превенција во биолошки семејства на кои што се под социјален ризик. Меѓутоа, сите тие програми се некако главно ориентирани кон социјалната дејност и представуваат поддршка на системот на социјална заштита. Ја користам оваа прилика низ овој краток осврт на историскиот развој на нашата организација да споделам дека наредната година СОС Детско село ќе одбележи 25 години од постоење во нашата земја. Инаку сакам да кажам дека низ сите овие години нашата организација низ активности кои што ги превземала поврзано со обезбедување на квалитетна грижа за сместените деца без родителска грижа, низ активностите за нивна заштита и, да кажам, представување на нивните права, се стекнала низ годиниве со едно огромно искуство на полето на алтернативната грижа. И врз основа на сето тоа, 2019 година, нашата организација се стекна со дадени од нашата држава лиценци за вршење на услуги, така да во рамки на овие услуги можам да ги наведам живење со поддршка, развивање на центарот и формирање на центарот за поддршка на згрижувачки семејства и 2 советувалишта во општина Газибаба и општина Шута Оризари за поддршка на
социјално ранливи категории семејства, каде што се дава советодавна поддршка и превенција за тие деца всушност да останат во биолошките семејства, да не преминат во алтернативната грижа. СОС детско село е дел од севкупниот систем на социјална заштита на Македонија, иако е приватна организација, не е државна, сепак вие сте дел од системот. Значи вие сте координирани со Министерството за труд и социјална политика, влезени се во програмите? Влезени сме во програмите. Центарот за поддршка на згрижувачките семејства е еден од трите постоечки во нашата земја центри кои даваат поддршка и на згрижувачките семејства и сме всушност територијално поделени. Како што кажа, во 2021 година точно ја добивме лиценцата за отварање на оваа програма и добивме всушност доверба од државата и продолжена надлежност за поддршка на згрижувачки семејства, значи надвор од рамките само на СОС детско село, туку и на територија на Скопски регион, Вардарски регион и Југоисточен регион. Тоа подразбира дека сите тие згрижувачки семејства кои што функционираат на оваа територија, дека ние имаме надлежност да даваме стручна помош и поддршка и да ги поддржуваме во нивната грижа за децата. Да, кога зборувате за дека вршите супервизија на тие згрижувачки семејства, значи зборуваме за оние луѓе кои сместуваат деца без родители во своите домови. Точно, во рамки на програмите на Министерството, бидејќи веќе е познато на јавноста, не постојат оние колективни домови за деца без родители, сега е поинаков моделот на сместување. Како ја вршите како го вршите тој надзор, ајде да речеме, на тие згрижувачки семејства? Што е важната улога во тој процес? Па никако не би го нарекла надзор. Тоа е сепак и по самиот назив се можеме да подразбереме дека се мисли на една поддршка на згрижувачките семејства. Зошто и згрижувачите се повеќе поддршка од надзор, повеќе поддршка и следење на грижата, квалитетот на грижата. Значи Центарот за поддршка на згрижувачки семејства има неколку и функционира по согласно на законската регулатива и нашите правилници, стандарди и процедури за постапување, и тоа подразбира значи одредени активности и задачи кои што ги има центарот. Меѓу првите е активна промоција на згрижувањето како услуга, бидејќи згрижувањето, како што кажавте, отварање на домот за да се смести дете без родителска грижа, е една многу голема работа, многу хумана работа, благородна и овој тип на но предпоставувам и одговорност исто така. Одговорност огромна и навистина најсоодветен облик на грижа кој му е потребно на секое дете кое останало без родители од некакви објективни причини или родителска грижа. На овие лица секако им треба огромна поддршка и од системот, и ние преку системот всушност ги вршиме сите тие активности за да помогнеме и на самите згрижувачи и на сместените деца. Она што центарот во рамки на своите надлежности го има како клучно, како што кажав, е промоција, активна промоција на згрижувањето како услуга и регрутирање на нови згрижувачки семејства, затоа што се потребни во системот на социјална заштита и нашата обврска е да правиме промоција на згрижувањето на територијата која што е под наша надлежност, се со идеја да го зголемиме бројот на згрижувачки семејства и да всушност го зголемиме ресурсот за сместување на овие деца. Тоа е првата задача. Со регрутација на новите кандидати, она што центарот го обезбедува е нивна обука, преку која што тие се стекнуваат со знаења кои што ќе им бидат потребни во грижа за децата, значи ги јакнеме нивните компетенции за грижа, се до момент додека се
нели понатаму станат и официјално евидентирани згрижувачки семејства во центрите за социјална работа и се ресурс за прифаќање на дете без родителска грижа. Понатака, она што е важно исто така е дека центарот дава стручна помош и поддршка на овие семејства од самото сместување, значи од првиот чекор на сместување на детето во семејството. А тоа значи дека интензивно се следи адаптацијата на детето кое е сместено во згрижувачкото семејство и се помага во воспоставување на првичната релација на згрижувачот со детето, затоа што таа е темел понатака за квалитетна грижа на детето се додека тоа остане во тоа семејство. Значи, во рамките на нашата надлежност секако континуирано се следи и понатака грижата за детето, преку редовни увиди, разговори, поддршка, обезбедување на дефектолошка, на психолошка поддршка, советодавна работа и со згрижувачите и со децата, координираност со мрежа на поддршка, тука се секако центрите за социјална работа, каде се старателските органи на сместените деца, образовниот соработка со образовниот систем, со здравствениот систем, така да многу работа има тука која што е потребна за згрижувачите, но секако главната цел е за секое дете да се обезбеди безбедно да расте, стабилно да расте и да тоа дете има иднина. Да, кога зборуваме за тие згрижувачки семејства, знаеме дека тие добиваат и финансиска поддршка од државата за таа да речеме ајде згрижувачка работа. Постојат ли некакви критериуми при првичниот избор на тие семејства што тие треба да ги исполнат? Значи, еве, уште да упростам, дали може секој да се јави и да биде згрижувачко семејство? Па да ви кажам, државата пропишува критериуми по кои што сите ние, нели, се ориентираме. Може да биде згрижувач лице што е прво полнолетно, да биде психофизичко здраво. Се бараат, нели, секако лекарски потврди и од членовите на семејството. Понатака има да тоа лице биде вработено, да остварува приход, да кажеме, да не се ослонува само на приходот кој го добива за згриженото дете. Така да има исто така судски уверенија кои што треба да се обезбедат. Значи, пакет на документи кои што треба да ги донесе, поврзани со тоа, да кажеме, дека не му е одземено родителско право, дека е деловно способно лице, дека не е евидентирано во кривична евиденција, така да првично со тие основни документи се тргнува, пред да се направи селекција за влез во обука за згрижувач, значи првично треба овие критериуми да се исполнат. Значи сепак има сет на критериуми кои треба да се исполнат. Не е толку баш лесно да речеме секој да се пријави и да стане згрижувач. Да, но првично е, нели, секако сите овие документи кои ќе се комплетираат да се достават до надлежниот центар за социјална работа и од тука практично нас ни стига дали се сите овие критериуми исполнети, дали ова лице може да се вклучи во обука за понатамошно развивање на неговите компетенции, проширување на неговите знаења, да ја врши оваа згрижувачка функција која што е, како што кажавте, одговорна. Да, и уште едно прашање во врска со ова, што се случува доколку вие како во контакти за поддршка или надзор на овие згрижувачки семејства откриете некакви или видите некакви аномалии или недолно квалитетна работа од нивна страна во поглед на згрижувањето на децата. Која е понатаму процедурата? Дали тоа го пријавувате во министерството? Што правите? Наша задача е секако да го следиме, како што кажав, да го следиме квалитетот на грижата, но и не само да го следиме, туку да даваме поддршка. Тоа значи да ги јакнеме згрижувачите во справување со предизвиците во грижата. Секако тоа го правиме низ разговори, низ советодавна поддршка, стручна поддршка,
вклучување на надворешни соработници кои што помагаат во делот да се зајакне згрижувачот и да може да се справи со она што во моментот се соочува, да кажеме. Идејата е да го надмине предизвикот со кој што се соочува, но секако иако морам да кажам дека ретко наидуваме на такви некои сериозни прекршувања, скоро и да нема, затоа што тоа се генерално луѓе кои што имаат голема љубов, топлина кон овие деца, емпатија и тоа било стартната мотивација за да се занимаваат со оваа работа, но доколку забележиме нешто така, наша должност е секако да пријавиме и до старателскиот орган, до органите на полицијата и така натака, значи вклучуваме и го прошируваме тој систем со релевантни субјекти. Да. Добро, во однос на згрижувачките семејства на СОС Детско село, како функционира тоа сега во моментот? Можете ли да не кажете колку имате згрижувачки семејства, како е начинот и моделот на функционирање? Јас би ви кажала во моментов, да кажеме колкава е бројката на згрижувачки семејства, бидејќи, како што кажав, со трансформацијата и нашите семејства во СОС Детско село се трансформира во згрижувачки семејства и тие се сега исто така семејства згрижувачки како и сите останати. Во моментот нашиот центар за поддршка има надлежност и дава поддршка на околу 90 згрижувачки семејства, каде што се некаде сместени околу 160 деца без родителска грижа, но оваа бројка е променлива и не е фиксна, затоа што постојано има и влез на деца и заминување на деца кои што излегле од системот на социјална заштита, така да идејата е да прошируваме мрежата на згрижувачки семејства и понатака и да се зголемува бројот на згрижувачи. Еве, кога да навлеземе малце во самиот тој процес на згрижување, вие и самата потенцирате дека вашата работа е да им дадете поддршка на семејствата, да ги јакнете нивните капацитети. Кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат овие згрижувачки семејства во поглед на децата, но и децата се разбира во поглед на адаптација на тие своји, па можеме да кажеме и родители кои не се биолошки родители, но се родители во овој процес? Па прво збориме за ранлива категорија на деца кои што ја менуваат средината на живење, доживуваат бројни промени со заминување од својот дом. Деца доаѓаат со трауматски искуства, со емоционален товар кој го носат од своите семејства, така да предизвиците се големи во моментот на сместување на дете со кои се соочува згрижувачот првично во самото спојување и градење, како што кажав, на таа првична релација, прифаќање на детето, но и прифаќање на згрижувачот од страна на детето. Тука даваме интензивна поддршка и тука се следи еднаш неделно и сме во секојдневен контакт со згрижувачот, како тоа се развива, во кој правец оди и што е најпотребно во моментот со детето да се разговара и така натака. Значи, тука имаме интензивна соработка со згрижувачите, споделување на информации, се додека после извесен период не се стабилизира и развие оваа релација, која што, како што кажав, е основа за понатамошната грижа за децата. Претпоставам дека тука е потребно да се развие една взаемна доверба. Да. Взаемна доверба, поврзаност, емоционална поврзаност, прифаќање, така да после веќе се е полесно. Но на почетокот предизвиците се навистина значени, заради тоа и поддршката од страна на стручните лица е интензивна во тој период. Понатака може да се случат предизвици поврзани со образованието, едукативна запоставеност, одредени здравствени потешкоти, значи сите оние работи кои што се пропратни во развојот и растот на детето, низ развојните фази, сите тие се
да кажем, и нормални и за другиве деца, меѓутоа и кај нас ги следиме со овие деца како деца кои дошле со одредени веќе специфики, да кажам, поврзани со нивните трауматски искуства и семејната историја. Како, бидејќи ја спомнавме лекарската грижа, како оди таа во овој процес на згрижувачки семејства? Дали потоа тие деца влегуваат во еден редовен здравствен систем, како и сите други семејства, или има некои специфики? Да, обврскано згрижувачот е при сместување на детето, веднаш да го поврзе со матичен лекар, и тоа најчесто се користи од ресурсите во заедницата, значи амбулантата која што е во најблиската околина, значи како сите и други. Значи се влегува во регуларно здравствен систем. Регуларно во образовен процес, редовен образовен процес, се вклучува во училиште кое што е во непосредна близина на згрижувачкото семејство. Значи апсолутно се користат сите ресурси на заедницата и идејата е овие деца да добијат еднакви можности како и децата од биолошки семејства. Која е возраста на децата кои преминуваат во овие згрижувачки семејства? Па од најмала возраст. Бебиња имаме, од бебиња, значи од бебиња, да, кои што се за жал напуштени при самото раѓање. Имаме деца кои што се, да кажам, понатака од 2 години, 3 години до 14, 15, па и 16 години. Причините можат да бидат различни, но идејата е да се најде за секое дете топол дом, да се смести и да се обезбеди една безбедна, сигурна средина во која што ќе расте ова дете. Згрижувањето оди до 18 години, до полнолетство? Па, знаете како, згрижувањето всушност завршува со завршување на средното образование на детето. На 18 години со полнолетството завршува старателството на тоа дете, затоа што станува полнолетно лице. Меѓутоа, сместувањето во згрижувачкото семејство, значи згрижувањето завршува со завршување на средното образование, но до тогаш, значи секако за секое дете е разработен план за неговите потреби и се планира каде тоа дете ќе, согласно неговите потенцијали, желби, интереси, стручните лица во соработка со згрижувачот, со детето и така натака, планираат што понатака со тоа дете, дали сака да работи, дали сака да студира, во кој правец ќе се насочи. Значи, нашата поддршка е тука до целосно заминување на детето со одредени цели каде и понатака ќе се ориентира и каде ќе се насочи. Пружа ли државата понатаму поддршка некаква за овие лица? Имаше порано програми, знам, имаше програми дури за станови, имаше и за вработување. Да, нашата држава на вистина можам да пофалам во делот како се грижи во однос на децата кои што израснале вака во алтернативната грижа, па исто така обезбедува на пакет финансиска поддршка поврзана со нивно студирање во државните универзитети, поддршка при вработување и така натака, така да во регионот нашата држава мислам дека на вистина треба да се пофалиме во однос на тоа дека има слух за овие деца. Еви социјалните станови ги спомнавте, така да имаат некаква поддршка при вработување понатаму? Па да, секако. Значи имаат приоритети, има компании кои што се и наши пријатели и така натака, така да во тој процес имаат поддршка, но најчесто се определуваат за студии и понатака самостојни се во својот живот и сами одлучуваат како ќе продолжат. Знаете што е интересно прашање? Кога ќе заврши згрижувањето формално, нели, како што вие велите после завршеток на средното образование, се случува ли децата да останат поврзани со семејствата, едноставно да продолжат да живеат во тој дом како што продолжува да живее и биолошко дете на семејството? Па да ви имаме кажам, ли такви примери? Остануваат трајни врски. Може би не остануваат да живеат тука затоа што
би рекла дека и во биолошките семејства децата гледаат да се осамостојат и после известен период излегуваат од семејствата и имаат самостоен живот, така и овие деца. Меѓутоа, она што е важно е дека остануваат во трајна релација со згрижувачите и имаме разни искуства кога доаѓаат децата, ги посетуваат редовно своите згрижувачи, доаѓаат да честитаат празници, да се дружат со децата кои што се сместени, новопримени деца во тие семејства и така натака. Значи, не радува што тие релации продолжуваат и после нивно заминување. Да. Добро, кога зборуваме за функционирањето на СОС детско село, што би можело да кажеме, што ве очекува во иднина? Дали ќе продолжите со истиот овој модел на работа, дали планирате некакви, можеби, проширувања, промени? Па како што кажав, СОС детско село, значи во рамките на нашата организација функционираат многу програми и значи советувања, се работи на советувања, превенција и така натака, меѓутоа центарот на нашата работа и центарот на нашата мисија е да се даде поддршка на луѓето кои што го отвараат домот за децата без родителска грижа. И во 26-та година фокусот ќе биде да се даде целосна поддршка на овие луѓе и просто да секое дете расте безбедно, стабилно и да ја планира својата иднина на еден мирен и стабилен начин со поддршка на згрижувачот, како и центарот за поддршка. Да, не ве прашав за, можеби, клучното прашање кога зборуваме за функционирање на вашата организација, а тоа се финансиите. Знаеме дека има и голем дел на компании кои помагаат, има и граѓани. Како сте задоволни од тоа? Па јас многу да ви кажам сега на оваа тема, не знам да еве се толку прецизно да објаснам, она што можам вака генерално да го кажам. Сите знаеме дека нашата организација има континуирани управни договори со Министерството. Во делот исто така имаме во проектна поддршка, имаме соработка со нашата интернационална организација Children Village International. Понатака имаме само финансирање, како да кажам, сега не сум во тој дел јас стручна. Имаме во рамките на нашата организација и служба fundraising, која што соработува со мрежа на наши поддржувачи и ја развива секако таа мрежа, така да мислам дека со сите овие да кажем елементи имаме одредена финансиска стабилност на организацијата. Да. И еве за самиот крај, бидејќи одамна е направена таа трансформација на, како што кажавме, на начинот на згрижување на децата без родители од колективни домови во згрижувачки семејства или во тие мали домови за сместување на деца, како би го оцениле целиот процес вака гледано со една ретроспектива пред десетина години? Подобро ли беше тогаш со тие домови или сега? Како модел и како систем? Зборуваме за децата пред се. Мислите на домови како установи за сместување на деца? Да, на целиот модел. Дали е подобар овој модел сега на сместување и згрижување на деца за разлика од претходниот модел? Да, глобално ставот е дека институционалниот начин на сместување на деца не дава резултати во индивидуалниот развој на децата и напредок секако, дека сите тие потреби индивидуални на децата можат да се остварат највеќе во семејства, како што кажав, згрижувачки семејства како облик на заштита, каде што детето добива семејство, топлина и се што му е потребно да израсне во една нормална личност, и од аспект на тоа ценам дека згрижувачките семејства навистина е најадекватен облик, и заради тоа еве
се трудиме и ние како центар да го прошириме овој систем на заштита на децата и ја користам оваа можност да апелираме да сите заинтересирани граѓани кои што сакаат и еве како што кажавме ги исполнуваат критериумите да се пријават и да влезат во системот на социјална заштита преку грижа за некое дете без родителска грижа. Да, тоа е овој број кој стои на екранот 075-277-477. На тој број можат сите граѓани да се пријават кои имаат интерес, се разбира. Секако ќе ги добијат сите информации на овој број, се јавуваат стручни лица кои што ќе ги информираат, ќе ги упатат, ќе одговорат на сите нивни дилеми, несигурности, прашања, така да искористиме приликата да ги поканиме да се јават на овој број. Да, се разбира, седе тоа во насока на хуманоста и во насока да им се помогне на овие деца. Насковска, ви благодарам за ова гостување. Ви му благодараме и на СОС Детско село за вашата работа. Ви посекуваме уште многу години успешна работа и се разбира среќни празници, но среќни празници и за децата кои се дел од овој процес. Ви благодарам многу, ви благодарам. Во изминатиот период децата се дружат со многу наши пријатели и гости кои не посетија минативе денови и низ многу игра и радост порача, значи искрени честитки до сите деца во светот и со желби да секое дете има топол дом и да расте во радост и во среќа, згрижено и безбедно. Се разбира. Ви благодарам уште еднаш и ова беше крај на првиот дел од емисијата. Почитувани, ви благодариме.